Почитувани пријатели, добар ден. Денеска продолжуваме со подкастите. Денеска ќе зборуваме за македонско-бугарските односи од 1945 година до денеска. Почнем веднаш со самиот почеток да кажем дека формата македонско-бугарски односи е баш форма, затоа што во суштина ние треба да зборуваме за југословенско или српско-бугарските односи, а тука Македонија е повеќе како во функција на прокси, нели политика која практично ја служи вазалската улога на југословенско-српската политика. Во таа насока морам да кажам дека нели има тука одредени паузи после 90-та година, меѓутоа крајот последните 5-6 години се практично исти како што е и почетокот. Значи, сепак нели ќе зборувам за македонско-бугарските односи, меѓутоа сепак да знаете во самиот почеток да кажам дека тука нема никаков изворен македонски интерес, туку за жалост македонската политика се појавува како извршител на замена на српската политика во тој однос со Бугарија. Значи, целиот период ќе го поделам на мали подпериоди, зависно нели од одредени политички настани, така што првиот период ќе го ставам од 1945 година до 1948 година, односно до судирот со Информбирото. Што е карактеристично за овој период? Карактеристично е што бугарската држава прво преку Народниот фонд, а после преку Бугарската комунистичка партија дава максимална поддршка на АСНОМ. Тоа е нешто што денешните бугарски историчари сакаат малку да го искриват. Значи, тие даваат поддршка максимална поддршка на АСНОМ, на заклучоците на АСНОМ. Дори на второто заседание на АСНОМ доаѓа и претседателот на нивниот Народен фронт, ми се чини се викаше Добрите Тепршев, кој одржува еден неверојатен говор нели во поддршка на се онаа што се заклучоци нели на АСНОМ. Така што она што се нарекува почнување на македонизацијата во Македонија, во делот на Југославија, истото се случува преку културната автономија и во Пиринска Македонија. Значи, како македонската нација почнува да се гради тука, така на ист начин се гради и во Пиринска Македонија. Значи, тоа е златен период на македонско-бугарските односи, златен период според она што нели македонската историографија и во комунистичко време и до ден денеска го кажува и во времето нели на Ѓорѓе Димитров од бугарска страна се беше признаето и тоа беа најдобри односи. Сега да, точно е тоа дека во тој златен период не е тој само до 48 година, тој можеме да го наречеме дори до 53 година негде, кога дефинитивно се укинува нели културната автономија. Значи, од бугарска страна е се признаето. Меѓутоа, додека во Пиринска Македонија се отвараат школи на македонски јазик, театри на македонски јазик, се носат книги на македонски јазик, се печатат и покрај тоа што нели тогаш се уште недоволно стандардизиран, во обратно го гледаме процесот дека во Македонија тогаш се случува најголемиот прогон на македонците пак кои сакаат да бидат бугари. Значи, ние имаме диаметрално спротивна политика. Од една страна, ние имаме дозвола од страна на Бугарија да се прави што се сака на територијата на Пиринска Македонија, а од друга страна ние проследуваме најголем и најжесток прогон на оние македонци кои сакале се уште да се чувствуваат и да се декларираат како македонски бугари. И она што е интересно, не само што, значи, се носат весници од Македонија во Пиринска Македонија, а од друга страна, и покрај тоа што и овде и таму имаме комунизам и комунистичка литература, е забранета внесна комунистичка литература и на книги од Бугарија на територијата на Македонија. Не само што е забрането, од една страна се пушта прилив на најслободно движење и не само на движење, туку и на функционери кои ќе раководат со Пиринска Македонија во одредени, да речеме, школи, учители на школи, директори на школи. Од друга страна, дори се отежнува влезот на бугарски граѓани на територијата на Република Македонија. Значи, имаме
веднаш во старт различни политики. И сега ние која нели мечтееме во таа македонска политика, тоа беше најубавото време, не си го поставуваме прашањето, чекај. Да, од бугарска страна били отворени за се во тоа време, меѓутоа од македонска страна и ние имаме најголемата репресија. Во таа насока можам да го спомнам, Југославија не само што го злоупотребува отворената политика на Бугарија со нели отворени врати за одредени македонски учители, интелектуалци, глумци, туку таа почна да праќа и срби на територијата на Пиринска Македонија. И сум гледал список тамо на едно 20-30 буквално срби од Србија донесени, кои ги праќаат во Пиринска Македонија и тие со нивната нели српска нахалност ја злоупотребуваат позицијата да формираат одредени и агентски клетки кои понатаму нели после информбирото се разобличени. Значи малку е на Југославија што е дозволен влезот на македонци, туку треба и срби да однесе во Пиринска Македонија кои ќе диктираат таму политика нели на нивниот простор. Карактеристичен момент кој не можам да не го кажам е дека дури македонскиот идентитет во тоа време во Пиринска Македонија Бугарија го гради на многу почисти основи, на онаа што е многу поизворно македонско, отколку овде внатре во Македонија. Во тој период, практично, југословенската политика суспендира се онаа што е македонска историја, се што е изворен македонски идентитет. И почнува со брзата србизација на македонскиот простор. Така што ние денеска, кога зборуваме за македонци во тоа време, па и денеска, морам да кажам дека само формата е македонска, додека веќе содржината е исполнета со нели се повеќе и повеќе српска историографија и српски поглед на работите и јазикот веќе влегува во дефинитивна србизација. Значи, ние во тој период во Бугарија, па негде се до 60 и таму 4-5 година, може децата повеќе да чујат за Гоце Делчев, за Јане Сандански, за ВМРО историското, отколку во Македонија. Тоа е време кога името на Гоце Делчев и на сите тие револуционери од историското ВМРО се нели полулегални, полузабранети, нели илегални. Кога се распадна Југославија 1991 година, во Делчево се одржа една конференција во контекст на Гоцевите денови, каде што беа собрани сите бардови на македонската комунистичка историографија и сите заеднички заклучија дека до 66 година името на Гоце Делчев и историското ВМРО било многу малку спомнувато, забранувано, па дури луѓето можели да бидат и затварани ако премногу зборувале нели за тој дел од македонската историја. Значи, тоа е тој прв период. Значи, ние имаме во Бугарија максимална отвореност за македонизирање и имаме во Македонија максимална пресија на оние луѓе кои сакаат да се чувствуваат како македонски бугари. Доаѓа времето на информбирото. Кавгата започнува, кавгата е голема меѓу Тито и Сталин, при што, кога станува збор за самата кавга за информбирото, не можем да не ја потенцирам улогата на повторно тука Македонија, за жал во тој судир, кој според мене ја нанесува последната и најголемата катастрофа на македонското прашање. Имено, на почетокот, после 45 година, тој разговор меѓу Ѓорѓе Димитров и Тито за федерација на Балканот станува се погласна и поинтензивна и се чини дека се одвива со расположение на двете страни. Тука има три точки за кои се дискутира. Првата точка е кој ќе биде главен, Тито или Ѓорѓе Димитров. Меѓутоа, според онаа што го гледам во документите, тоа понатаму веќе исчезнува прашање и имам чувство дека Ѓорѓе Димитров, пред се заради староста и болеста,
некако е спремен да му отстапи место на Тито, да биде лидерот на таа Југославија. Второто прашање е територијалното прашање. Бугарија треба да ја остапи Пиринска Македонија на Република Македонија, а Србија треба да ги остапи западните покрајни на Бугарија. Тоа прашање, според документите на Блед, исто така гледам дека е решено и тоа прашање е усогласено. Денеска гледам бугарските историчари малку ја криват историјата, тие викаат што ќе сме добиле, нели тоа го нарекуваат со зборот конј за кокошка, алудирајќи на тоа дека Пиринска Македонија е поголема од нели просторот на западните покрајни. И тука можем да им кажам, чекајте сега малку, ако до 45-та година во Македонија сите се чувствувале бугари, белки во 48 година и продолжиле да се чувствуваат бугари. Значи, што е тоа што да, ќе изгубила Бугарија дел од територија и покрај тоа што и ќе компензирала делот нели од западна Србија, меѓутоа, односно од источна Србија, меѓутоа да не забораваме дека во таа Југославија Бугарија ќе имала де факто суштински ќе била, нели, ќе имала две републики. И покрај тоа што нели македонизацијата ќе продолжила, но меѓутоа ќе продолжила со многу поумерено темпо и без антибугарска политика. И третото прашање тоа е формата на федерацијата. Значи тука се отворила дискусија, значи Југославија барала Бугарија да влезе како седма република, додека Бугарија дискутирала тоа да биде федерација меѓу Југославија и Бугарија. И тоа прашање не било нели некако се уште затворено, било отворено. Се додека нели тука и мислам дека дури тоа прашање ќе се решило, затоа што желбата да се направи таа федерација била и од двете страни. Сега тука гледам дека бугарската историографија вели ако Бугарија влегала како седма република во Југославија, ќе била прогртната нели од Југославија. Јас можам слободно да кажам дека во Југославија влегува 6 републики, на крајот излегува 7 држави. Значи не само што некој беше проглтнат, туку сите излегува со уште поголем суверенитет на крајот и со државност. Дури една Црна Гора која влегла релативно со многу просрпска ориентација, на крајот излезе како независна и самостојна држава. Значи, стравот од проглштање не постои и немало потреба да постои, туку и мислам дека и Ѓорѓе Димитров и Тито ќе се договориле, затоа што практично последниот аларм према Сталин го дал Ѓорѓе Димитров се на изјава на една конференција дека разговорите меѓу Југославија и Бугарија се во нели завршна фаза. И тогаш нели Тито Сталин ги повикува нели југословенската Тито и Ѓорѓе Димитров во Москва и кога ги застанува повеќе на страната на Ѓорѓе Димитров дека тоа треба да биде федерација меѓу Југославија и Бугарија. И практично суштината на Титовото не е тоа. Тука во Југославија се измислуваше дека Тито рекол не на сталинизмот и не знам на демократијата, нема врска сето тоа. Тито во тоа време веќе зборував е поголем сталинисти од самиот Сталин, поголем комунисти од самиот Сталин. Сега за таа идеја за Балканска федерација морам да кажам дека тоа е стара идеја на балканските нели леви сили. Од 45-та година, веднаш после 45-та година, Сталин дава поддршка на оваа идеја за федерација, од причини што Тито почнува да се однесува, како што реков, поголем комунисти од самиот Сталин. Тоа е уште од Втората светска војна. Политиката на Сталин е да се прават наредни фронтови. Тито не сака да соработува со читниците, за да го има монополот на тоа антифашистичко движење. Сталин бара бригадите да не се крстуваат со комунистичко име, Тито напротив бригадите ги крстува со најкомунистички нели имења.
При крајот на Втората светска војна Сталин бара да се смират односите према западните сојузници. Тито прави провокации на сите страни, влегува во Австрија во Корушка, влегува во Италија, Трст, се сеќаваме, го држи до 1953 или 56 година беше. Ги подбуцнува доле граѓанската војна во Грција и покрај тоа што политиката на Сталин е сосем обратна. Во Албанија југословенските партизани прават некој терористички напад на некоја англиска подморница. Горе во негде Австрија, Италија, југословенската армија соборува 2 англиски или американски авиони. Значи, Тито е во тоа време поголем комунист од самиот Сталин. Сталин се обидува да се одржува, да ги одржува некако на некој начин соработката со западните сојузници, а Тито ностоп провоцира. И затоа Сталин ја поддржува идејата за федерацијата со влезот на Бугарија, со Ѓорги Димитров, да се малку смирува тој комунистички адреналин кој го носи Тито. Меѓутоа, како што минува времето, на Тито амбицијата му пораснува. Тој не само што сака Бугарија да влезе во таа федерација, тој сака и Албанија да влезе во таа федерација, па сака дури и Грција да влезе во таа федерација. И едноставно тука Сталин се очигледно загрижува дека тоа е опасно за формирање на втор комунистички центар и за втор комунистички лидер во Европа. И почнува да ја става кучницата со таа Балканска федерација и покрај тоа што во Бугарија исто така имало сили кои сакале да направат мало отцепување од Сталин. Класичен пример е вториот главен човек Трајчо Костов во Бугарија, кој од целиот источен блок највеќе се спротивставува на Сталин, кај што директно во очи му кажува дека цените под кои се откупуваат производите од страна на советската армија во Бугарија се подценити, дека Советскиот сојуз на некој начин го експлоатира, Бугарија. Практично истото што Ченто го кажува на Тито, дека парите од македонскиот тутуниот афион не се употребуваат за Македонија, тоа Трајчо Костов го кажува на Сталин, што е нормално многу поголема храброст. Значи, таа амбиција да се одделат најверојатно од Сталин ја гледале и двете структури преку формирање на таа Балканска федерација, меѓутоа тука за жал и за катастрофа најмногу на Македонија е прекинато и кавгата почнува. Во таа насока морам да кажам дека за кратко време бугарските комунисти стануваат едни од најжестоките противници на Тито. Нормално Тито враќа, дури 2-3 атентата на Тито били организирани преку Бугарија и најверојатно тука на таа кавга жртва е македонското прашање најмногу од се. Можам да кажам објективни причини од сите страни, меѓутоа не можам да не го констатирам. Во таа насока Бугарската комунистичка партија станува и една од најинтелектуалните критичари на Титовата политика. Посебно тука се истакнуваат членовите на ВМРО Обединета, значи има едно 10 книги од членови на ВМРО Обединета кои практично го расклинкуваат Титовиот режим, односно тие употребуваат зборот Титовата клика. И тука има навистина многу книги, ја не знам зошто не ги реобјавуваат и во Бугарија, посебно интересно и за Македонија да се реобјават тие книги на членови на ВМРО Обединета. Сум ме спомнувал книгата на Пеце Трајков, командантот на бригадата Гоце Делчев, национализмот на Југославија или на така нешто беше. Потоа оваа книга што сега сакам да ја кажам, тоа е книгата Титовци без маски, која објавува 1951 година Дино Ќосев. За него зборував во предходниот подкаст. Тоа е човек кој прв го направил рефератот
член на ВМРО обединета од Кукуш, човек што прв го направил рефератот за коминтерната 32 година дека има потреба од македонски нација, човек кој е прв председател на коминтерната на комисијата за формирање на македонска нација и одеднаш 51 година го гледаме како историчар кој ја разобликува Титовата политика. Во таа книга Титовци без маски може да ја најдете целата во онлайн библиотеката на библиотека Струмски. Навистина има неверојатни работи. Ако се тргне она идеолошка рамка титовисти, троцкисти, англиски предавници и такви работи, има многу податоци кои се интересни за анализа. Прво, дава некои факти за разобличување на Титовата борба. Сега ќе направим една мала пауза, затоа што книгата ми е преинтересна, каде што кажува интересни податоци. Например, податокот дека кога избило востанието во Црна Гора, врвот на Комунистичката партија на Југославија и Тито во Белград не знаеле ништо. И едноставно тие си седели и се уште си биле по кафеаните и сладкарниците на Белград, додека црногорците прават востание. И тука е еден интересен момент, тоа го среќавам сега и во југословенската нова литература. Практично Тито се спротиставил на востанието во Црна Гора и покрај тоа што тие црногорците скоро најголем дел од Црна Гора ја освоиле, дури пратил партизански чети да се пресметуваат со силите кои таму биле тогаш и леви и десни во Црна Гора. Гледам тоа срамежливо се спомнува посебно во ова четничко ревизионистичката сега ревизија на историјата, меѓутоа тука има некои работи што недостасуваат. Што е причината што Комунистичката партија на Југославија тоа востание во Црна Гора го нарекува прерано, па што го нарекува прерано, туку пратило и партизански единици да се пресметуваат со самите партизани. Според Дино Ќосев, тоа е вика соработката меѓу Тито и германската политика која почнала после влезот на Југославија, односно на Германија во Југославија. И сите знаеме дека, односно сега знаеме, тогаш не знаеме во Титово време, дека од 6 јули, кога Хитлер ја напаѓа Југославија, до нападот на Германија на Русија, на Советскиот сојуз, мислам дека тоа беше 22 јуни, значи имаме соработка меѓу комунистите и фашистите на територијата на Југославија, на Бугарија и на сите тие простори кај што Сталин окупирал. Имаме слики кај што југословенските комунисти и фашистите играат фудбал, да речеме, во одредени градови во Србија. А така било и во Македонија, сегде било така. Во целата таа ситуација, значи, тој го спомнува ова востание, второ го спомнува она што сега е крем, гледам на сите ревизионисти, и хрватски, и посебно овие четнички ревизионисти, дека Тито пред битката на Неретва 1943 година влегол во активна колаборација со германците и ние имаме живи интервјуи на Джилос, на Велибет, кај што го признава тоа дека тие учествувале во тие преговори со германците во Загреб во тоа време. А многу што е интересно, тоа е откритие во југословенската историографија и интересно во последните 15, максимум 20 години. Меѓутоа, овој Дино Ќосев тука се повикува на две книги кои се објавени во тоа време, 51 година, 50 година се објавени. Тоа се книгите кои ги објавуваат германскиот главен за овие, како се нарекуваат, разузнавачки операции на територијата на Југославија, Хојтел. Тоа е книга која е практично како признание
прво дадено во истрага, а после објавена таа книга, каде што тој зборува дека надлежниот генерал Хорстенау за Босна и Херцеговина детално го има известено за таа соработка меѓу Титовите партизани и германските нацисти, односно фашисти или не знам како да ги наречеме. Меѓутоа, не само што постои таква книга, тоа во живо го признаваат, нели, го признаваат Велебит и Джилос. Има интервјуа кои можете да ги најдете на, нели, на интернет, кај што дефинитивно тој настан постојал. Сега оно што е интересно, тука тој цитира и некоја книга на југословенски генерал Pero Попивода, кој бил партизан, бил генерал на југословенската армија и со информбирото бега во, нели, негде во источниот свет, каде што исто така зборува за некои сомнителни потези, меѓутоа тој посебно зборува за нели, за предавството во четвртата ова непријателска офанзива, мислам тоа е пред битката на Неретва, каде што Тито и главниот штаб буквално ги предаваат ранетите во раците, нели, со своите постапки. Меѓутоа тој го кажува интересниот дел дека тие како партизани не успеале да сватат како главниот штаб се извлекол од топкулувањето на германците во тоа време. И тој се седнува дека тоа е дел од предавството што југословенскиот партизански врв го направил во тоа време. И конечно од тоа време има една битка на Црна Трава, каде што овој Ќосев кажува дека Темпо, тој Црна Трава е негде јужна Србија, повлекол партизански единици од Македонија, партизански единици од Јужна Србија и два партизански батальона од Бугарија и концентрирал на регионот на Црна Трава и наредил никако да не отстапуваат во битката со германците. Тоа е негде 44-та година, најверојатно. А тој самиот си заминал, се повлекол и не учествувал во таа битка и тука имало тежок масакар на партизаните. Значи, повторно станува збор за тој го тоа наведува како предоство, меѓутоа сметам дека се работи за тие огромни неспособности на југословенските партизански лидери кои ние ги правевме како најспособни генерали во целата таа ситуација. Конечно, Дино Ќосев зборува и за улогата на Тито во грчката граѓанска војна, каде што кажува дека после договорот во Варекиза, тоа е договор меѓу партизаните и грчките демократски сили, како што ги нарекуваат левите сили монархо-фашисти, практично Тито е еден од главните хушкачи за да се распали востанието повторно односно граѓанската војна во Грција. И тука цитира неколку извештаи на Грчката комунистичка партија и на грчки комунистички лидери, кај што тие кажуваат дека даваат изјави дека грчкото партизанско движење е меѓу два огна, меѓу огнот на грчките монархофашисти и на Титовите, нели, агенти и шпиони, а за жал многу во таа улога има и македонци кои ја преземале таа улога. Конечно, тој кажува дека како што Тито бил хушкач, а Сталин бил против граѓанската војна во Грција, затоа што не сакал да се замерува со англичаните и американците, како што бил на почетокот хушкач, од кога се распалила грчката граѓанска војна, после во информбирото Тито станува го забива ножот во исто тоа грчко граѓанско движење. И некои од тие елементи ние знаеме, меѓутоа тој цитира конкретен настан на 6 јули 1949 година Југославија дозволува премин на грчките монархофашисти, негде на територијата, негде таму зад кај Макчалан,
за да влезат преку југославенска територија и да ги удрат силите на ДАК зад грб. Подоцна знаеме дека, нели без он да ни го каже тоа, дека знаеме дека кога бегали исто така, кога сакале пак грчките партизани да се засолнат на територијата на Југославија, Тито исто пак ги затвара границите. Таков еден случај е многу познат, нели, кога англиски или американски авиони ги бомбардираат со напалм бомба, Југославија ги затвара границите, а Албанија ги отвара границите и многу од тие партизани на ДАК бегаат, нели, на територијата на Албанија. Видите сега и понатаму, приказната со децата бегалци. Тој кажува дека како што бегале, нели, децата, значи тие некои од нив бегали према територијата на Југославија. За разлика од тие што бегале преку Албанија или преку, нели, преку Грција или преку Бугарија, Титовите партизани ги земале децата и не дозволувале тие после да се спојат со нивните родители. Значи, ако родителот негде избегал во друга држава, тие не дозволувале тие деца да се спојат со нивните родители, а и не ги пуштале во источноевропските држави. Туку Тито направил некоја форма, демек со преку Црвен крст ги враќа децата назад во Грција. Пазите, ова работа нигде ја нема во македонската историографија. Значи, овој настан нигде го нема во македонската историографија. Таму грците викале дека формата бела дека ќе ги смести во хотели, меѓутоа во суштина ги сместувала во концентрациони логори. Значи, ова е невидена информација која, еве, нека македонските историчари, а има, нели, живи сведоци од тие настани, нека ја истражат дали е тоа така или не е така. Значи, практично Тито и тука прави една ретка катастрофа за македонската приказна, за македонското дело. Значи, прво ги подбуцнува, ги праќа луѓето во граѓанска војна, а од кога борбата се запалува, тој го удира ножот во грб на тоа движење. Така што, знам дека денеска има многу егејци кои се многу големи титовисти, меѓутоа ова приказна нека си ја проучат. Конечно, во таа книга има и еден друг бисер, кој за мене беше бисер. Ние сите раставме со големата приказна за самоуправувањето, дека тоа е голема, нели, тоа е нов систем во комунизмот кој го измислува Тито и Кардель, нели, тие беа креатори на тоа дело. Според Дино Ќосев, тој вика дека самоуправувањето го имало на почетокот на комунистичката револуција во Советскиот сојуз, нели, со паролата фабриките на работниците, и дека многу брзо во Советска Русија тоа е прогласено како анархизам и дека било напуштено. Меѓутоа, она што е поинтересно, тој вели дека истата таа парола подоцна е имала и Хитлер, меѓутоа што е најинтересно, и најдолго време на таа парола се задржал Мусолини, и дека тоа во основа, ние знаеме дека и Хитлер и Мусолини биле левичари, тие биле лидери на работнички движења, не знам од каде таа пропаганда дека биле десничари, меѓутоа тие биле судир на левицата, нели? Едни нацисти, а други болшевици. Значи дека самоуправувањето, односно паролата фабриките на работниците ја имал, значи ќе повторам, Хитлер, меѓутоа посебно со неа оперирал Мусолини и тој правил такви фабрики на големо, кај што правил фабрики, им ги предавал на работниците, истиот систем на владење, а ние тука до прочитувањето на таа книга навистина сметав, бе, чекај, таму нешто имаше оригинално во таа Југославија, тоа самоуправувањето. И така, членовите на Обединената Македонија, на ВМРО Обединета стануваат едни од најголемите критичари. И сега што е интересно? Битката на идеолошко поле меѓу Сталин и Југославија, во тој контекст меѓу Југославија и Бугарија, трае. Таа трае интензивно, продолжува жестоко, меѓутоа она што е многу интересно. Значи,
се таму до 60 и некоја година, кога нели Хрушчов и не знам и Тито малку ја смируваат топката, видите што е интересно, додека целата таа битка на идеолошка основа трае, Бугарија не прави ништо да ги укине правата на македонците во Пиринска Македонија. Додуше таму негде 53 година ја симнува автономијата, ја укинува, ја трга автономијата, меѓутоа да бидеш македонец и сето тоа не се менува. Тоа останува се до 1963 година. Значи, како што спомнуваат некои бугарски историчари, од тврда македонизација на Пиринска Македонија се поминува на лесна македонизација. Значи, никој не му пречи на никој да биде македонец ако сака, никој веќе не го убедува нели, во школите на тврд начин или да биде затворен ако не сака да биде македонец, меѓутоа македонизацијата постои. И сега пак ќе го поставам прашањето. До 63 година македонската нација и македонскиот јазик на некој начин се признаени во Бугарија. Тоа е период кога Македонската комунистичка партија, заради Југословенската комунистичка партија, најжестоко се пресметува со сите оние граѓани на Македонија кои сакаат да бидат бугари. И сега, зошто ние не сакаме да ги отвориме досијата? Што се плашиме од тие досија? Затоа што најмногу таму ќе видиме токму тоа. Дека многу граѓани на Македонија сакале да бидат бугари и дека се малтретирани. Нема 23.000 убиени, има можеби 23.000 досија, кои и повеќе досија имамо, нели? Тоа е 23.000 може станува збор за односно 90 година се зборуваше за 120.000 досија. Значи можеби имало малтретирање на 23.000, немало убиства, на тој начин нели се омаловажува нели улогата на југословенската политика. Значи повторно ќе повторам. Додека во Бугарија имаме признавање на македонците, ние во Македонија ја правиме најголемата тортура на оние што сакаат да бидат бугари. И сега, пазете, ние зборуваме за тоа време дека било златно време. Таму било златно време. И тоа ова било најтешкото време за оние кои сакале да бидат бугари во Македонија. И не сакаме на тоа да погледнеме во очи на тој проблем. Сега одиме понатаму. Значи 1963 година значи почнува новата политика, значи кај што се укинува македонската нација, нели и македонскиот јазик, видите што е интересно. Тие се укинуваат, меѓутоа немаме политика на агресивна докажување дека македонците се бугари, дека Македонија има бугари и сето тоа. Значи, Бугарија, и сега нели на нив некој им е крив, Тито им е крив, Сталин им е крив, Цацко им е крив. Од 45 година, па негде, ја би рекол и до 2000 и некоја година, практично немаат политика преку својата историографија да ги објаснуваат процесите кои се случувале во Македонија. И одеднаш сега пред ветото, или ајде да кажам 5 години пред ветото, им текна дека имаат материјали за Македонија и се разбудија и одеднаш сакаат се да решат. Значи нешто што го преспале самите тие над 50 години, очигледно не можат ни да го решат за 5 години. Односно, што сакам да потенцирам? Дека, да, Бугарија веќе не дозволува да се, нели, македонците да се декларираат за македонци, не дозволува македонски јазик, меѓутоа немаме наплив на литература, вадење на книги, може би има по некоја книга стара, меѓутоа ние немаме историчари, ајде, нека кажат, од 45 година, самите тие, па до 90 година, нека извадат колку книги актуелни автори нивни напишале за македонската историја. Ќе видите дека тие се бројат на прсти. Многу карактеристичен е примерот. Венко Марковски, 71 година, ја пишува книгата Крвта не е вода, кај што го објаснува текот на формирањето на македонската нација. Таа книга од 71 до 83 година во Бугарија не е објавена. Во 83 година е објавена, меѓутоа е поделена само на партискиот врв на комунистите.
И сега гледам Бугарија, вика Венко Марковски, таму во една рейтинг листа го прогласиле за најголем предавник на Бугарија. Чекайте малку. Тие што самите биле предавници, овој се обидува да ги разбуди во каква приказна влегле и сега Венко Марковски им е крив. Меѓутоа, она што е интересно, пазете, со односот на таа книга зборува колку Бугарија била уплашена или воздржана или едноставно не наметнувала стил кој го гледаме во последните, да кажеме, 5-6 години. Туку едноставно тие не признаваат македонска нација, меѓутоа не се мешаат во внатрешните работи на Македонија. Има и нешто повеќе. Во тоа време Македонија почнала да отвара своји овие македонистички школи најмногу во Источна Европа. Во Полска, во Чешка, во Романија, во Бугарија никаде не вложила протест на тоа, иако тоа се нивни сојузници. Значи, едноставно го игнорира целиот тој проблем. И сега ние доаѓаме негде тука 90-та година. 90-та година Бугарија прва ја признава Македонија, почнува процесот. Значи, Македонија, и покрај тоа што Бугарија признава прва Македонија, значи веднаш измисливме проблем, ја призна државата, ама не ја призна нацијата. И тоа беше мантра која ја повторувавме многу интензивно, па мислам до ден денеска повторуваме таа мантра. При што во меѓувреме ние имавме проблем со србите не дозволуваа независност, србите се закануваа со војски, не плячка, не граба, црквата перманентно не беше признаена. Значи ние понатаму си имавме добри односи со Србија. Ние бевме нивен главен извозник и помошник кој им беше најтешко. Значи, меѓутоа со Бугарија ние постојано продолживме со тој речник на плукање, на негирање, и покрај тоа што тие направија револуција во признавањето, и покрај тоа што во ембаргото ги дозволија нивните пристаништа во Варна и во Драч, и покрај тоа што, за разлика од србите кои ни го земаа оружјето, тие ни дадоа оружје, па даваа најразлични помошти. Јас се сеќавам едно време и вакцини за заушки, кога фати епидемија на заушки во Македонија, ни даваа и вакцини за заушки. Значи, разни типови на помошти кои беа дадени од страна на Бугарија, сето тоа беше минимизирано и практично ние од 45-та година во Македонија не сме престанале да зборуваме против Бугарија. Значи, не сме престанале. Дури кога имало влади кои сакале да ги подобрат односите, веднаш се наоѓаше таа трета, односно длабока држава преку медиумите, преку разни интелектуалци, да создава атмосфера, готово, се продаде, отиде, ќе станеме Бугари или не знам што. Значи, од 45-та година, значи прво, од кога памтам за себе јас, значи, ние не сме престанале да не јадеме трци против Бугарија. Меѓутоа, сега кога гледам и историски од 45-та година, значи, кога Бугарија правила се и кога признала се, ние овде сме правиле најголемата пресија. Значи, од 45-та година во оваа држава не е престанато да се зборува против Бугарија. И кога ги гледам овие денешни патриоти, кои се прават патриоти на Бугарија, значи, постојано ми велам, не е македонски патриот да се прави силен на Бугарија, на албанците и на грците. Патриотизмот во Македонија се искажува со единица мерка колку си спремен да се спротивставиш на српската политика во Македонија. А според тоа што го гледаме денеска, и гледаме многу малку. Во овој момент тече максимална србизација во Македонија, сите македонски патриоти молчат. И така доаѓаме до 90-те години, од 90 до 98 година, се сеќавам многу добро на тој период, ние практично имаме замрзнати односи со Бугарија и покрај тоа што таа е една од ретките држави што не признала во целиот тој простор. Србија до 96-та година не признава, до 2001 година границата не ја признава. Не е тоа проблем, ние имаме
максимална соработка со Србија и ние нели сме нивна пак прокси економска држава во целата таа ситуација како испомош на нивната политика. Конечно, ние доаѓаме нели 98 година. Јас сметам дека прво да кажам дека 90-91 година како подпредседател на председателот на Киро Глигоров направив самостојна акција. Киро Глигоров не се согласуваше, Блаже Ристевски ме викна да ми одржи на предавање, како не смеам тоа да го правам, каде што јас на своја рака, како подпредседател на Македонија, меѓутоа во функција председател на ВМРО-ДПМН, ја направив првата средба меѓу македонски и бугарски политичари без присуство на југословенскиот амбасадор. Тогаш се сретнав со Желјо Желјев, со Филип Димитров, сега не се сеќавам уште, со сите политички партии што беа и БСП и што постоја во тоа време. И нели да ги запознам, идејата беше да ги запознам дека Македонија сака самостојна држава, сака да не подржи. Разговорите беа многу културни и, како да кажам, многу нормални. Кога се вратим назад, нели тука бев раснат од македонските новинари и таа средба ми ја спомнува после 10 години, не само тогаш. И тоа е односот на Македонија према Бугарија. Да не зборуваме кога, значи, сега кога ние се правиме тука на тоа што никогаш никој не бил малтретиран во Македонија заради неговото бугарско чувство. Мислам, ние самите себе се лажеме или лажеме некој друг. 90-та година главната пропаганда беше против, до 90-та беше против Бугарија. Откако се формира ВМРО, пак главната пропаганда беше против бугарофилите или македонските бугари. Значи, никогаш не престанал речникот на пропаганда против Бугарија. Дали во Бугарија или натре во Македонија против некој кој според нив бил бугарски предавник. Конечно доаѓаме до периодот на 98 година и со задоволство и со радост можам да кажам дека го решив проблемот кој дотогаш беше натоложен со господинот Костов, со Петар Стојанов од другата страна и разговаравме деталите. Од македонска страна главен на кој му е дадов таа задача беше господинот Борис Трајковски, тогаш како заменик министер за надворешни работи. И договорот, декларацијата за пријателство беше подпишена. И покрај тоа што гледам денеска некои патриоти лажни сакаат да манипулираат со таа декларација, во таа декларација немаше ниту историски моменти, ниту историски комисии. Единственото што сметаа дека може да биде спорно, тоа е нели дефиницијата македонски јазик според Уставот на Република Македонија, но и бугарски јазик според Уставот на Република Бугарија. Значи имавме комплетен реципроцитет на таа формула и кој што сака може да зборува, договорот е многу јасен. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, она што го бараше Бугарија во тој период од отстапки од македонска страна, знаете што беше, почитувани граѓани на Македонија, големи патриоти? Беа две работи. Да го славиме заеднички, да ги славиме заеднички Свети Кирил и Методи, и тоа јас го направив неколку пати. После тоа веднаш се укина, после едно време некој го врати, мислам, Бучковски го врати назад. И тоа ни беше многу заеднички да славиме Свети Кирил и Методи заедно со Бугарија. Да положуваме цвеќиња во Риб, не да славиме. И втората работа, она што го бараше, Бугарија бараше реконструкција на гробиштата и почит на гробиштата кај што има паметно бугарски војници. И подсетам старите патриоти колкава бука беше во Македонија за тоа прашање. Не дозволуваме. Бранко Геровски не правеше партал, тоа ќе биде предавство од најголем карактер, па и други новинари, меѓутоа морам да кажам дека многу од тие што тогаш не правеа партал, денеска имаат направена еволуција. Јас, независно тоа, секоја еволуција ја поздравувам. Јас многу работи сум ги мислел на еден начин 90-та година, па сега ги мислам на друг начин, нели?
Тоа беше големото барање на Бугарија до тоа време. И ние на полускришен начин, мислам дека им дозволивме само 3 од тие многу барања да бидат рехабилитирани во Македонија гробишта. Она што е најинтересно, во тие гробишта повеќе има македонци отколку што има некој од Бугарија. Меѓутоа нашата идеолошка блокада не ни дозволува тоа да го направиме. И сега гледате каква е нашето лицемерие. Сега во овој момент на 8 места во Македонија се одбележуваат, се реновираат српските гробишта од Балканските војни и од Првата светска војна. И никој нема проблем во Македонија. Јако ќе и покрај тоа што таму се зборува за Стара Србија, за Јужна Србија, за ослободени Срби, никој не реагира во Македонија. Значи, јас кога ќе напишам некој текст или кога ќе го покажам пример од видеото, од некој таков настан, доле знаете колку има разбирање. Значи, па тоа се гробишта, треба да им се даде. Да, значи, на србите може да им се даде да прават помини на нивните мртви. А на бугарските гробишта, кај што половината и повеќе се македонци, до ден денеска ние не смееме да ги рехабилитираме тие гробишта, нели? Таа е тој двоен стандард македонски. Конечно, ние го решаваме проблемот 98 година и сакам, почитувани македонци, пријатели, да ви кажам, јас како премиер го решив тој проблем. Проблемот со Бугарија беше решен 99 година со декларацијата со Костов. Со таа декларација не требаше да менувате ни историја, не требаше ни вето, ни не знам што. Со таа декларација ние требаше да бидеме само пријатели. И тоа повеќе пати сум го кажал. Македонија, дури некои од тие што не ги сакаа бугарите, требаше само да глумат, а се политичари на високи позиции и функции, требаше само да глумат пријатели. И нормално, уште побојки беше да прават и остапки, чекори. Ние во тие 30 години, за жал, од 90 година па до Заев, не со мал период мој, мал период на Бучковски, ние не демонстриравме искрено пријателство према Бугарија. Не станува збор тука за не знам, за историја и за не знам што. За нормална комуникација станува збор. За нормални економски врски, за целосна нели да се ослободиме од психата. Сега, значи повторно ќе кажам, јас проблемот со Бугарија го решив. А кој го закашка, понатаму, нека му ја мисли. И историјата ќе дава одговори на целиот тој проблем. Подоцна дојде Бранко Црвенковски, он ги замразна, не ги радикално вложи, меѓутоа едноставно ги замразна односите со Бугарија. Дојде Никола Груевски, он веќе и ги влоши односите. Врв на тоа беше филмот Трето полувреме, со државни пари, со паради, со директни преноси на телевизијата. Значи, ја врати битката во втор план и тоа беше пресудно. Бугарија повторно да ја врати, значи, филмот Трето полувреме е пресуден според муабетите што се имал со бугарски политичари, да вратат повторно на маса, сакаме нов договор со Македонија и на крајот еден договор, па друг договор и на крајот и тие се исплеткаа во целата таа политика. И сега, она што не можам да не го кажам, за жал, после сите тие односи, дојде еден премиер, тој е господинот Заев, кој носи сосема нов дух, сосема нова политика према Бугарија. И јас можам да кажам дека политиката на ниеден премиер, вклучително и на мене, према Бугарија не била толку отворена и толку пријателска, како што тоа го демонстрираше Заев, меѓутоа и со конкретни постапки. Значи, во тоа време кога едноставно масовно почна да се оди од Македонија во Бугарија, од Бугарија во Македонија, кога во цела Источна Македонија веќе во ресторантите можеше, па дури и на свадби да се чуи бугарска музика, кога едноставно масовно почна да се оди, да се студира. И претходно се студираше, меѓутоа тогаш уште повеќе почна да се студира.
да не зборувам дека се отвараа македонско-български клубови во едно 15-20 града низ Македонија. Едноставно, книгите почнаа полиберално да се објавуваат. Иако морам да кажам дека и ние во наше време почнавме да практикуваме да се објавуваат книги во нивното фототипско издание, такви кои што се. Врвот сепак се достигна во времето на Груевски, благодарејќи на директорот на архивот на Република Македонија, Зоран Тодоров, кој очигледно му имаше најдено некој, како се вика, систем на Никола Груевски, каде што тој почна масовно, најмасовно до тогаш да преведува книги без кај што пишува бугари, да се менува чите македонци или некои слични работи. И она што беше најинтересно, тој објави една можеби 60 книги. И сега тука се пројави уште еден, нели, комплет од 100 книги про Македонија. Мислам дека повторно е под покровителство на Зоран Тодоровски, каде што тука се пројавуваат како нели пишувачи на предговори, како уредници, најголемите денешни нели историчари антибугари, меѓутоа очигледно тогаш за добри хонорари немале проблем да се подпишат на книги кои се печатат во Македонија, кај што јасно авторите зборуваат за таа општа македонско-бугарска историја. Значи, целиот тој процес кој беше започнат и тоа пријателство беше навистина на еден врв. Тоа беше кога Бојко Борисов беше на анкетите најсакан балкански политичар во Македонија. Значи, почна едно отварање, навистина со едно големо темпо, се појави таа политика, нели, на ветото, односно пред ветото, таа атмосфера која историската комисија беше формирана, историската комисија имаше напредок, веќе имаше постигнато договор за петте личности и плюс Гоце Делчев да биде прогласен за заеднички нели за заедничка личност меѓу Македонија и Бугарија. Едноставно се спои од бугарска страна една риторика. Тие сега велат денеска во Македонија има многу антибугарска риторика, говор на омраза. Меѓутоа не можам да не кажам дека тоа беше време во кое многу бугарски политичари и аналитичари, да не зборувам, Facebook автори, кои исто така се тркаа во тој говор на омраза и во тоа понижување на македонецот и на Македонија. И едноставно тогаш тоа беше време во кој секој тој бугарски политичар беше експерт за Македонија, секој четврт граѓанин исто така беше експерт за Македонија. Едноставно не знае што се да не изнакажат во према Македонија. Мене посебно во целата таа дискусија ми пречеше ароганцијата и едноставно тоа самочувство дека тие се знаат, ние тука ништо не знаеме, не дозволуваа ништо да им се каже, тие беа експерти за се, а очигледно не беше така, нели? И како резултат на таа политика, јас тука имав една неуспешна мисија, меѓутоа тогаш едноставно имав чувство нели да им објаснам колку многу е ако од македонска страна се каже дека петте личности се заеднички, Гоце Делчев е заедничка личност, меѓутоа тоа тогаш го одбија анблок, за да после 2 години со францускиот предлог го прифатат истото тоа што пред 2 години беше договорен меѓу комисијата. Така што, за жал, тоа вето направи една голема штета на македонско-бугарските односи и во овој момент не знам како и ќе се отплеткаат, иако ќе се обидам во некој од наредните подкасти да дајдам моја идеја како може да се разреши оваа ситуација. Меѓутоа не можам и не може бугарската политика да се амнестира
од запреткување на целата таа ситуација која се случуваше пред ветото и ветото. Во таа насока ќе кажам, нели, многу од тие автори на таа политика и до ден денеска, за да не си ја нарушил својата суета, велате што Заев беше ист како Мицковски. Не знам што да им кажам на тие луѓе кои во Бугарија се уште ја тврдат тезата за да си оправдат својата постапка дека Заев бил ист како Мицковски. Па не знам, слушам некои теории, Заев вереше ќе направи многу, ама не направи ништо. Не знам што ви гарантирал Заев, меѓутоа сигурно не ви гарантира тоа што вие во своите екстремни барања го сакате. Заев направи најмногу што можеше да направи од, нели, амбиентот македонски да направи Бугарија пријател. И реално тогаш, независно тоа што имаше плукачи за неговите постапки, Македонија и Бугарија беа во многу пријателски односи. Во многу пријателски односи. И така, во целата таа политика, јас можам да кажам дека, за жал, после францускиот предлог, бугарската политика, односно за среќа, бугарската политика влезе во мирни води и денеска после францускиот предлог ние сме сведоци дека со исклучок на некои, нели, испадоци е коректна. Меѓутоа, сега па за жал се појави нов играч на теренот, тоа е господинот Мицковски и ВМРО ДПМН, кој од која дојде на власт не престана да зборува против Бугарија. Тој е херојот кој спасува Македонија од Бугарија. Има публика за таа, нели, за таа тема и едноставно ние сме таму кај што се наоѓаме денеска. Во таа насока можам да кажам, уште една тема би додал само, тоа е политиката на инфраструктурата меѓу двете држави, затоа што често пати слушам од бугарска страна дека Македонија не прави ништо за инфраструктурата, не знам вака, не знам така. Значи, можам да кажам дека Македонија има направено многу повеќе за инфраструктурата отколку Бугарија. И во таа насока само ќе ги спомнам сите патишта кои се направени од македонска страна према Бугарија. Во таа насока ќе го кажам дори последната реконструкција која се случи тука, нели, на пред Крива Паланка. Претходно можеа да зборува дека патот е полош од македонска страна, меѓутоа сега веќе и патот е подобар од македонска страна. Можам да кажам дека граничните премини од македонска страна беа пошироки, нели, цело време Бугарија одеше после нас. Граничниот премин кај Благоевград град веќе 20 години, спомнувам дека е тесно грло од страна на Бугарија, сега дури слушам почнале да го прошируваат. Таму на секој поголем празник луѓето чекаа по 3 сата за да можат да влезат во Бугарија. Граничниот премин кај Берово е направен пред 25 години. Не знам, сега нешто слушам од бугарска страна ќе почнеме да прават. Граничниот премин кај Црната скала меѓу Делчево и Кюстендел таму негде беше почнат во моје време. Патот беше направен, сега слушам се распаднал патот. Да не зборувам дека и кога станува збор за железницата, железницата многу пари се, повеќе пари се инвестирани и многу повеќе е направено од македонска страна отколку од бугарска страна. Таму слушам, гледам, има некои 2,5 или 7 километри доправени. Не знам што да кажам, пријатели од Бугарија, земете, направете ги тие 7 километри, па викајте после дека македонците го кочат железничкиот јазол. Очигледно, 30-35 години Бугарија не успеа да ги направи тие своји 7 километри на ова. Да не зборуваме за автопатишта. Бугарија за овој период направи автопатишта буквално према сите држави, освен према Македонија. За разлика од нив, Србија го доправи автопатот Скопје-Белград, сега прави брза железница, нели инвестира во брза железница.
Албанскиот свет направи 4 автопатишта и експресни патишта. Значи, на Албанија и Косово може да се дозволат автопатишта да градат према Македонија. Бугарија тоа не успева да го направи. Така што морам да кажам дека и бугарската политика не ми е баш јасна во многу работи и повеќе станува збор многу често за демагогија. 35 години да не се најде начин да си отворат свој медиум, да инвестираат во македонскиот медиумски простор, а од друга страна слушаме дека Србија стотици милиони инвестира во медиумскиот простор. Така што едноставно многу од работите што ги слушаме од нивна страна се повеќе демагошки. Меѓутоа, конечно да завршиме со една констатација. Денеска македонско-бугарските односи се во една ситуација кај што можеме слободно да ги кажеме катастрофални. Бугарија со ветото ја забраза србизацијата на Македонија и ние денеска имаме таква жестока србизација на Македонија што јас во времето на Титова Југославија не памтам. И сега ако Бугарија смета дека треба сатисфакцијата да ја наоѓа во декларациите на Европската Унија, сметам дека мал влог е во целата оваа битка меѓу двете држави. Меѓутоа, едноставно, тоа беше еден преглед. Не алудирам дека сите теми сум ги обработил, како и за сите други теми што досега, меѓутоа се обидувам да најдам некои оригинални места, оригинални простори кои не сте можеле да ги прочитате, да ги чуете или да ги видите од други историски автори, туку некои специфични моменти во целата таа ситуација. Значи, еве најавувам дека во некој од наредните подкасти ќе направам мој предлог како да се излезе од оваа ситуација на овој јас и во оваа дупка во која се наоѓаат односите меѓу македонско-бугарските односи и кои во целата таа насока мислам дека и штетат и на двете држави.